Хаос беше. Хаос. Не малтретираше и синчето и мене. Првите 6 месеци беа добри. После 6 месеци си го покажа, значи, вистинското лице што му беше. 3 години, значи, тоа траеше. И јас ако седев кај нив 1 година и 5 месеци, така некако. Другото време, цело време бев кај моите. А се враќав кај нив заради тоа што ми се закануваше дека ќе ги отепа мајка ми, татко ми, дека на ќерка ми, каде што оди од позади ќе го пресече грлото, дека грклано ќе ми го даде враце, дека татко ми ќе ги исече и мајка ми на парчина, дека ќе ми ги донесе дома во вреќа. Јас можев да избегам, не беше тоа проблем. Него јас на еден начин трпев ради моите, да ни направи нешто. И кога го пријавив јас случајот во семејно насилство во полицијата, запишаја што запишаја све и ми рекоја ако измислуваш нешто спрема тој и тој член ќе одговараш кривично. Сите ние знаеме нешто неубаво кога е доста, така? Ама некој кога знаеш каков е, кога ќе ти спомне некој твој близок или најмил, сите знаеме тоа колку боли, значи. Ако имаш контакт, рече, со твоите, немој да мислиш дека ќе го жаламе малиот. И јас, рече, 3 деца ги прежалив, што се Америка, немој, рече, да мислиш дека ќе го жалам и ово. Не сум плачка. И тогаш го пријавив уште еднаш и наводно од компјутерот кај вработената од семејно насилство сите тие пријави што ги имав направено се избришале. Тај рече, ќе ти дадеме заштита и тебе на детето, да не се плашиш, рече, детето, значи почна ми онемен, не ми зборуваше, пошто ми го заклучуваше во една соба, мене во друга соба, колку пати на мајка му ќе му впереше пиштол во чело, ја држеше така жената. Тоа малтретирање, значи, траеше скоро 1 година, се на се. Јас одев на работа и со косата, значи, ми пливала во крв, што не тепал сите со таа пушка, што немаше со краток кундак. Значи, трпев све, бев силована пред детето, многу пати бев силована, пред синчето. Фала му на Бога, не се сеќава на тоа. Немав никаква помош немав помош ни од социјалното, немав помош ни од полицијата. Кажува ми народниот правобранител Крена Раце, исто со закана, дојдов во Скопје и началникот тогаш ми кажа, после 2 сати ми вика дека особата е, вика, мала зверка кај вас во полицијата. Значи бил некој како и доушник. И тогаш ми кажа дека бил осуден за убиство во Мичиген за човек, лежал, тогаш ми кажа тој дека лежал во Джексон во затворот, бил осуден на 20 години, дека бил со ментално расстройство, дека неговата жена
нападот психички што го направил незе физички, уствари лежела 6 месеци во корито за да ги склопат коските, толку што била претепана. А децата биле сместени во некоја воена институција, а него преку FBI бил депортиран директно на аеродром во Скопје. Значи, тука дошол со лисици, за да ја отслужи казната, се откажал од државјанство таму, се откажал од све и казната да се ја долежи во Македонија. Третиот пат кога излегов од судење, само бев, тогаш беа 4 жени од социјалното, а неговиот адвокат, тој и судивката, значи 6-7 души, јас бев само. И тогаш изјавуваја како јас не го носам малиот, како јас сум пак осуден една година условно, и ако во таја година јас направам некој прекршок да не го носам малиот, јас ќе лежам 3 месеци затвор, како што слегував по скали. И тогаш стражарот на судот вика, седни, вика, овде, и јас, вика, не можам поќе, вика, да те гледам, пошто гледам, вика, што ти прават овие зверови, вика, дојди со мене. И ме качи горе во канцеларија и ми вика, седни тука, ми даде чаша вода, запознајте се, вика, ова е мој колега, што е, вика, страшно правичен, вика, колега, што нема, вика, да те оставиме, пошто те гледам, вика, те кинат, вика, на парчина. Судијата беше албанец. Не знам како да го благословам, не знам. И ми даде еден адвокат со многу цврст карактер и што ме крена, значи, на нозе, а валда му е. Не можам и ни него ден денес да му се одолжам. И ми вика, дојди со мене, адвокатот. И вика, не се плаши, вика, се ќе средам, вика, за 5 минути. И само стана и му вика, господе судивка, му вика, господјо судивка, не знам, вика, чие место држите, вика, моментално, вика, што осудувате, вика, мајка, малтретирана, вика, од вереникот и поднесени, вика, пријави за семејно насилство по член 5, вика, за одземање, вика, на малолетник. Па мајката, вика, не го однесла детето надвор од државата. Ниту, вика, го киднапирала, вика, кажете ми, вика, спрема кој член, вика, ја осудувате, вика, мојата клиентка. Памтам тогаш судивката не кажа ни збор. И адвокатот ја затвори папката и ми вика, стани, вика, толку рече беше. Значи, ако се работи нешто за своето дете, и ако имаш ти плюс човечност за другите луѓе, значи мора овие случаи да се пријавуваат. Мора. Мора. Да. Да, светвалиште за жени жртви на семејно насилство по Виолета? Да. Жените жртви на семејно насилство тешко се одлучуваат да го направат првиот чекор и да побараат помош. Вратите од хуманитарното здружение Мајка се секогаш отворени. Тие делуваат во Куманово и неговата околина. И за само 6 месеци 40 жени побарале помош. Невработени, економски зависни од насилникот и без никаква поддршка од околината.
Многу е тешко жените да пријават насилство. Нели велиме насилството се врши во затворен круг, за затворени врата. И често пати јавноста не е свесна или не може да дознае дека во едно семејство има насилство. И нели како граѓани ние имаме право и да пријавиме насилство, но тоа ретко се случува бидејќи некаде таму зад затворени врата се случува и затоа и оваа бројка е така мала. Во реалноста бројката е сигурно многу поголема. Многу е важно жената која трпи насилство, а има жени со години, значи од младоста па до својата пензија, така да кажам, по голема возраст, трпат насилство и дури тогаш се осмелуваат да излезат од таа насилна средина, која ќе ги прашаме зошто тоа го трпевте толку години, поради децата, поради средината, поради осудувањето што ќе го имам, а сега децата се ме обезбедени и можам сега да живеам како што сакам јас тоа да го правам. Многу од жените не се свесни или не сакаат да ги препознаат раните знаци на насилство. Но тимот од правник, социјален и кариерен соработник и психолог секојдневно работат и им помагаат на жртвите. Често пати ги прашувам, а кој раководи со вашиот семеен буџет? Кој придонесува во вашиот семеен буџет? И жените велат, па ние заедно, нели, со мажот и жената заедно имаме еден буџет. А кој го троши? Па заедно. А дали имате вие право некогаш да земете, нели, одредена сума на пари од тој буџет без да го прашате мажот? И малку тука се замислуваат жените. Па не, па ние се договараме, па го прашуваме. Значи, немате слобода на користење на вашиот семеен буџет. Ако имате слобода, тогаш без да го прашате мажот, ќе си земете колку ви е потребно. Нормално дека ќе ги трошите тука за семејството или за децата или не. И тука многу жени јавно искажуваат, викаат, не потикнавте да разговараме за нешто што никогаш не сме го помислиле. И тогаш им посочуваме дека и тоа е еден вид на економско насилство. Значи, кога мажот управува со буџетот и жената нема право да земе самостојно. Значи, не значи само физичко насилство, кој што реков, има и економско, и психолошко, и сексуално, значи различити видови кои што жените често пати не ги препознаваат. Насилството не познава возраст, ниту етничка припадност, а многу често жртвите вината ја бараат кај себе. Па сакам да обрнам внимание на оној процес на насилството како се одвива. Првата фаза на насилството е кога почнува она полесната така навредување, потуркување, омаловажување. Понатаму да премине во втора фаза кога веќе почнува она физичкото насилство, тепањето, забраните да излегуваат од дома, забраните да одат кај своите роднини и пријатели и слично. И на крај доаѓа третата фаза кога насилникот се повлекува, се извинува, нели тога што е често пати се вели фазата на цветање на рози, кога наводно се кае и врши една манипулација со жртвата, каде што жртвата си прифаќа дека таа е виновна за тоа што се случило. И пак жената е виновна за насилството што се случило и трае таа известна фаза некое време и пак се враќа на првата фаза и продолжува на втората фаза. И тие фази жените ги претрпуваат, некоја жена може по 5-6 пати да го врти тој круг, се додека не биде спремна да излезе од тој зачаран круг и самата да се одлучи. Значи ние овдека не даваме во советувалиштето готови решенија на жените. Не им велиме направи го тоа, направи го ова. Туку едноставно и укажуваме што им нудат институциите и што ние како здружение и како советувалиште можеме да им понудиме. Ова е сликата не само во Куманово, туку низ цела земја. Но бесплатната правна помош постои и овие здруженија ги водат жртвите низ правните процеси. Охрабрете се, пријавете насилство. Верувајте, не сме сами. Ти си Елтен, ела влези. Ела жим тебе, готово, не можам. Денеска знам, ти имат викнато Стевче дојме на снимање, ама не можам, едва ја одам.
Некоја болешина ми има фатено грло, види потечено, вака кавку, од сабајле, гледаш нагоре е све собрано. Седи жин тебе, не можеш да застанеш, мора детено, Од кафич во дискотека, од дискотека в кафич, некој вируси ще попад имат собрано, мене ми го даде. Катастрофа, да чукнам душа во дрво, убај не е од онај страшниот. Мајката. Знаеш дека почнам да джежам, фати, види дали. Имам, Немам, ама овид нагоре, сеќам. Слушај, нешто, ние маживе за ништо не бива да ти кажам право. Научно е докажано дека жениве се многу поиздржливи од нас. И во терсене услови стави ги, повеќе се снајдет од нас. И поголемо вакво имат, појќе болка од нас може да издржи. Ние ништо не бива. Ама јас не сум таков маж. Не, јас не сум од такви. Знам да се стегнам и жана моја се знајт. И јас кој ќе речам, ми речено е. Зато за таја мислите, јас не слушам кој ќе им речи на некој фивки, онај мој многу е јак. Јас се правам на 3,5 демек, немам слушнат. Стварно. Душа ретко викат, последниот месец дена, 2 немам речено. Ај кој ќе речи да ти кажам право така потивко и со срамење, ама пак викат мојон. Знаеш дека одамна нема речено стрезво? Валја им, уште сум неизин, нема некој друг, Ти шо мислиш? Шо? Сега ќе виш ба те стрезво. Ај стегни се, ај провери уште на жин тебе. Имам? Не од нагоре, море, се препотир готов, ево почне ладна пот. Ојме сега, ја и ти, да не начека тана. Кој бе болен? Мајко мила, колената ми искина, има фатено и надолу вирусов. Ај, иде по мене. Сега ќе виш. Виш, бе, прав маш. Мајко мила, и грбото и... Кабе, кој шо одам, на секој одење ме боли нешто во назад. Боли се, лева, десна, не може, готово. Стрезе, Кажи, Јанче. знаеш дека не сме сами, шамариве што не се видливи за институциите, тие ги има и во Германија. Ева сега ја читам сторијава на Deutsche Welle и вели податоците за семејно насилство во Германија откриваат застрашувачки тренд. Во изминативе 5 години трендот пораснал за 11% на 6587 осомничени лица во 22 година. Уделот на мажите во таа статистика е 91,7%, а жртви во огромен процент се жените. Ова е застрашувачки. Значи, приказнава е на ниво на Европа и она што е интересно дека во моментов Европа веројатно е алертирана и спрема регулатива со која што ќе може да ги заштити жртвите на семејно насилство, воедно и да крене свеста токму на темава. Браво, Залив. Со представата "Работи за кои не зборуваме" на режисерката Нела Витошевиќ, посветена на жртвите на сексуално, родово и физичко насилство, започнуваат 16 дена активизам. Една од најголемите глобални кампањи за борба за заштита на жените и девојките од насилство. Годинава под темата да се обединиме и заеднички да ја финансираме борбата против насилство на жените и девојките, а секогаш во знакот на портокаловата боја. Овие денови на активизам треба да создадат вистинска критична маса. Инаку, во спротивно, бојата ќе си остане сама боја. So absolutely we need real action on this. The campaign annually is to remind people. It doesn't end after the 16 days. People actually need to take action. I think the campaign brings together communities and people and organizations to serve as change agents. We need women's organizations, youth organizations, persons with disabilities, and of course we need male gender champions. A lot has been done in this country in terms of legislation, changes to the criminal code, but we need action and implementation. As you're saying, the campaign is a reminder to everyone about how damaging violence against women and girls is for families, for communities, and for societies. So really, violence against women and girls has to be multi-sectorial. There is not one ministry, one police station, or one courtroom that can end this. This is something that, for the prevention of it, really is about schools, workplace, and every place in the public sphere needs to be able to prevent and also address these things when it happens. When we're talking about services for women and girls, we need to start thinking about health, education,
And addressing domestic violence really is more, as I said, it's not about one ministry, it's not about one police station or one courtroom. Everyone has to play a role in this. That everyone has, in this country, I believe the statistic from 2019 from the OSCE is that 45% of women and girls have been victims of some sort of psychological, physical, or sexual violence from their partners or their previous partners. So this is happening in your community, in your buildings, and obviously in your families. So making sure that you can recognize when this is happening, being the person who can listen to people who have suffered from this is really important for everyone to get involved. And it's a matter of talking openly amongst families and communities about how to address these issues when they happen. I think for the United Nations, we've been working very closely for the last several years with the EU and the OSCE on this campaign, and every year we have more domestic partners and national partners and international partners coming onto this campaign. But really, it's not about 16 days. This is every day of the year that we need people active on this. Важно е да се вклучат сите, не само институциите и граѓанскиот сектор, туку преку медиумите и целата јавност. Она што ќе го направиме не само овие 16 дена, туку и сите денови во годината, е да реагираме, да пријавуваме и да ги поддржуваме жртвите кога станува збор за жртви на насилство. И она што ќе се случува меѓу другото, ќе бидат и на 25 денеска ќе биде со отварањето на 16 дена активизам, ќе почне со една представа која што ќе зборува за насилството и насловот на представата е работи за кои не зборуваме. И самото тоа кажува многу, бидејќи често пати ги одбегнуваме овие теми, не сакаме да се вклучиме во она што предпоставуваме дека се лични и семејни расправи, но не, напротив, тоа е нешто во што можеме сите да се вклучиме. Ќе имаме настани на кои што ќе зборуваме за услугите кои им се на располагање на жртвите, и тие ќе бидат и надвор од главниот град, ќе бидат низ целата земја, и ќе зборуваме и со ранливи категории на жени и девојки до кои информациите потешко доаѓаат и кои имаат потежок пристап до услугите што се на располагање на општата јавност. Многу е важно да се зборува за темата со осуда на насилството, но подеднакво и да се потенцираат услугите и системот кој што е тука за да може да ги заштити. Обединетите нации работат силно и во поддршка на владата, но и на граѓанскиот сектор за да се зацврсти овој систем на превенција и заштита. Македонија, како дел од европското семејство, секоја година активно учествува во кампањата, заедно со Обединетите нации, ОПСЕ и Европската унија. Имам, а? Немам. И тебе ти е топла раката, може и ти си имаш заразено. Изгорев. Имаме гостинка сега. Е таа баш преку приказни кога прашуваше како се, што прават, успеа да собере исповеди на жени кои што се жртви на семејно насилство и да направи хореографии кои што шетаа по Македонија и ја ставаа во фокус токму оваа тема. Сега ќе те запознам со Рисима Рисимкин, хореографката, и незините приказни кои што стана мощно и актуелни во земјава. Рисима, во фокус на твојата работа и го ставаш семејното насилство, и тоа беше предмет на танцови перформанси кои што до неодамна се случуваа. А зошто потребата на таква тема во вашата работа? Па, јас како уметник со години работам на некои, да речеме, не секојдневни теми. Последните неколку години, 4-5 години се бавам со она што значи идентитет преку моите представи, и некако почувствував дека со мојата зрелост како уметник сакам да дадам еден свој допринос и колку можам да помогнам, значи да се слушне повеќе за таа тема, бидејќи
системски треба да се решаваат тие проблеми, меѓутоа сметав дека како уметник можам да го подигнам својот глас и на некој начин да допринесам јавноста да повеќе да зборува за таа тема. Ама таа тема ја отвори на необичен начин, односно за да може да се случи на финале и со кореографии кои што кружеа низ целата земја, направи увертира. Собираше приказни од жени жртви на семејно насилство. Да, значи целата идеја е да преку еден уметнички активизам, нели, ако зборуваме за активизмот, знаеме дека тоа е одредена група на луѓе кои што сакаат да допрат до центрите на моќ и на некој начин да влијаат на се она што се случува во општеството. Уметничкиот активизам можеби не може баш на таков начин да го промени мислењето на тие авторитети или центри на моќ кои што влијаат на нашето секојдневно оживење, меѓутоа преку една емотивна слика и преку една емоционална, би рекла, подлога да може да се допре она што најмногу мене ми значеше низ целиот процес е да се стигне до младата популација, која што сметам дека е таа која што утре нели ќе прави одредени своји чекори и која треба да е свесна за тој проблем. Нормално, многу сериозно го сватив тој момент. Имавме среќа да бидеме поддржани од швајцарската амбасада кај нас, кои што го прифатија тој проект насловен Dancing and Talking Table, или она што на македонски го кажавме како простор за разговор. И се разбира, јас сакав да прво да допрам до некој од жртвите на насилство, за да можам вистински да излечам конкретни емоции кои што потоа ги направивме како сценски рефлексии и создадовме представа по тој наслов и филм кој што го снимавме со танчерите на Скопје танцовиот театар и на некој начин сакавме да ја доловиме таа атмосфера, да можат гледачите кои што ќе гледаат приказната која што се одвива пред нивните очи да допре до нивниот сензибилитет пред се. И како изгледаше тој процес во насока на како изгледаше тоа восприемање на тие животни приказни? Како минуваат тие низ тебе, затоа што подразбираше очи во очи? Да, па добро, тоа се едни искуства кои што се несекојдневни и тоа е многу тешка тема и за жал тие жртви на насилство не секогаш се осмелуваат да зборуваат. Тоа беше еден комплетно анонимен процес во кој што јас разговарав со нив и морам да кажам дека ја отворија душата и разговаравме на темите и за мене, мислам, покрај таа некаква поддршка што можеби може во моментот да ја дадам, сметав дека преку целиот овој проект можам да дадам своја поддршка на едно повисоко ниво и пошироко. И оно што го детектиравте е дека насилството не секогаш е само физичко, тоа може да биде економско, тоа може да биде психолошко. И како да се успее да се биде силен и да се биде беден на тие искушенија кои што очигледно ги имаме многу во нашава земја. Да, мислам дека тој проблем не е само наш, тој е светски проблем и може да се, ако доколку нели се истражува, ќе видиме дека родовата еднаквост и семејното насилство се теми кои што и во многу други држави во моментов се опфаќаат, бидејќи се сваќа тој момент дека пред се мора системски да се делува. Многу се индивидуални приказните и не може да се генерализираат, меѓутоа доколку постои одредена системска поддршка каде што институциите ќе можат да реагираат, да им помогнат на тие жртви на насилство правовремено, тогаш може да има еден поголем резултат. Повторно ќе кажам, се тоа индивидуални се, секоја приказка е посебна, посебно тажна и тешка и затоа е многу важно на државно ниво да се артикулира проблемот, да се решава и нели да се влијае на младите за време на нивниот развој, да можат да разберат што значи насилството и дека тоа не смее да постои, бидејќи со насилство не се решава ни еден проблем, туку само се создаваат нови проблеми. И насилството создава дополнително насилство, се надам дека ќе застанеме на тој верижен циклус, а во вашиот уметнички активизам ќе имаме уште многу соборци кои што ќе ставаат оваа тема во фокус. Па, сигурно секогаш има луѓе кои што сакаат да кажат нешто и се бават со тие теми
И мислам дека е ете на некој начин и наша должност како уметници, како луѓе кои што се бавиме со култура, да влијаеме таа култура да се развива во вистински правец, бидејќи однесувањето е дел од културата. Благодарам многу и мислам дека ќе имаме можност да погледнеме дел од видеото и од вашиот перформанс, така што благодарам многу за овој убав разговор и се надевам дека ќе остане високо во јавниот фокус темата семејно насилство како заокружување, односно завршување на еден циклус на вережно однесување меѓу нашите сограѓани. Благодарам. И јас се надевам, ви благодарам на поканата. Благодарам. Шпанско-мароканската писателка Наџат Ел Хачми беше во Скопје на фестивалот Букстар и гласно и без цензура проговори против насилството врз жената, како што го прави тоа во своите дела. Нејзиниот книжевен активизам во фокус ги става ранливите, понижените и невидливите жени. Ги раскажува нивните приказни, а во исто време ја раскажува и својата лична голгота. For me, women's rights and literature or writing, it's the same. I mean, I'm a writer because I had to fight for my rights, and I mean, it's not something that I can separate. I mean, it's the same. Literature can change by little. I mean, step by step, reader by reader. I mean, it's not a revolutionary it's a very intimate revolution. So maybe it's the way we can change things, but I mean it's a tool that we have to understand what's going on and to try to have the right words to tell the truth, which is not as easy as it seems. Литературата се повеќе има активистички пристап, особено делата на женските писателки, кои нудат погледи на светот каде зборовите не се повеќе само букви втиснати на хартија, туку повик за будење. Македонската писателка Лидија Димковска е една од нив која верува дека литературата има моќ да ја подигне свеста, да помогне и да промени. А јас мислам дека добрата литература секогаш вознемирува и истовремено смирува. Затоа што со неа се идентификуваме, со неа добиваме некоја катарза, поминуваме низ некое катарзично искуство и на крај излегуваме со некое ново човечко искуство што претходно сме го немале. Во таа смисла мислам дека литературата и воопшто уметноста треба да го прави сето она што животот не смее да го прави. Животот не би смеел да не вознемирува, реалноста не би смеела да не вознемирува, да не прави несвекни, да ни отвара рани, прашања, така натаму. Меѓутоа литературата мислам дека треба да отвора прашања кои што не е потребно да добијат веднаш одговори. Знаете, литературата не нуди одговори, но вистинската литература секогаш треба да вознемирува поставувајќи непријатни прашања. Во некои мали рудиментарни форми сигурно се случило и се случува и јас верувам во моќта на литературата дека може да помести нешто. Сигурно не може, нели како што реков, да го смени светот, меѓутоа нешто може да помести во самиот човек, а ние луѓето всушност го создаваме системот и општеството. И на тој начин може да се смени нешто и во самото општество. Против насилството врз жената секој се бори на начин на кој што може и умее. Димковска и Ел Хачми се авторки кои со литературата се обидуваат да бидат подадена рака, која би можела да спаси некого. Нивните приказни се доволно гласни и моќни за да можат да го сторат тоа. Ела влези побрзо, ич не се собувај, жана моја ќе жогираат, после не се секирај. Тамам, таа е сигурно иде на негде со деца на кошарки, по фудбали ги носи, море среќа што имам нези, иначе деца ни на школа не ќе поеде. Ќе направиме едно салатче, едно ракивче, ти кажам право, ама пред тоа видите како сум со температура.
Немам, абе ја осеќам некако внатрешно 36-2. Седи. Ќе дојде Жана и ќе направи. Ајде. Уствари, ај стани. Ајде бе, да си још дома, како да не ќе дојдела Жана и ќе направи. Ајде. Јас ќе направам све што треба, ќе си направам и чајче за мене, ќе си направам ако треба и кафенце и за нејзе, ако треба пред ова едно масажа ќе ја удрам и уште еднаш. Те видов со патики овдека. Готово. Лом те прам. Ајде. Ајде, ојте. Абе, ој си нитко си мисли, види го. Ајде. Обоен тој мене дома ќе ми влегви.